Општина Кочани е во групата на локални самоуправи во државата кои во октомври годинава постигнале најмала заштеда на електрична енергија во споредба со истиот период минатата година. Намалувањето на потрошувачката на струја изнесува само 3%. Зад Кочани се уште Росоман, Карбинци и Македонска каменица. Препораките за заштеда кај јавните институции и општините, што ги издаде Министерството за економија, во најголем дел се почитуваат. Известни исклучоци има кај министерствата, но и кај локалните самоуправи. Податоците за заштеда на електрична енергија кај општините, кои има препорака да штедат, покажуваат дека од 81 општина, 65 општини постигнале заштеда од најмалку 15%, од кои 12 општини постигнале заштеда поголема од 50%. Вкупно 16 општини не постигнале заштеда од 15%, од кои само 3 имат поголема потрошувачка во октомври 2022 година, споредбено со октомври 2021. А останатите 13 општини имат намалена потрошувачка, но не постигнале заштеда од 15%. Во услови на тешка состојба на глобалниот пазар за енергенси, владата донесе план за штедење со конкретни насоки за сите органи во состав на државната управа. Најголеми заштеди од 70 и повеќе од 100 имаат општините Новаци, Штип и Сопиште, додека пак наместо намалување потрошувачката на струја ја зголемиле Студеничани и Лозово со над 10% и Арачиново со над 470%. Министерот Бектеши не најави казни за институциите и општините кои не ги почитуваат владините препораки. Сепак, упати апел до сите компании и до граѓаните рационално да се користи електричната енергија, со што ќе се овозможи намалување на сметките за струја и за граѓаните и за компаниите, кои на тој начин ќе бидат поконкурентни. Општина Кочани со писмен допис до јавноста информира дека остварила значителна заштеда на електрична енергија, изнесувајќи податоци што се различни од оние што ги објави Министерството за економија. Според информацијата од општината, заедно со буџетските корисници, училишта, градинки, библиотека, за месец октомври 2022 година во однос на месец октомври 2021 година остварена е вкупна заштеда од 41%. Имајќи предвид дека во општина Кочани во периодот од 2015 до 2017 година беше направена замена на постоечките живини со нови LED светилки, веќе беше постигната континуирана заштеда од 60% во изминатиот период во однос на потрошувачката пред реконструкцијата и модернизацијата на јавното осветлување. Исто така, за дел од јавните објекти беа спроведени мерки за енергетска ефикасност, што овозможи дополнителни заштеди. Заради специфичниот систем за водоснабдување во град Кочани и напорите за непрекинато и континуирано водоснабдување на населението, комуналното јавно предпријатие Водовод се задржа во рамките на потрошувачката на електрична енергија од претходните години. Потрошувачката на електрична енергија на комуналното јавно предпријатие Водовод влегува со 86% во вкупната потрошувачка на општина Кочани, што придонесува крајната заштеда на ниво на општината да изнесува 8,3%. Стои во писменото известување до јавноста што го испрати локалната самоуправа на Кочани. По формирањето на јавното предпријатие Светлина Код 2022 на последната седница, Општинскиот совет со мнозинство од 10 гласа даде поддршка на одлуката целата инфраструктура и опремата за јавно осветлување што е во сопственост на општина Кочани да му се даде на стопанисување на новоформираниот правен субјект. И покрај многобројните дилеми и дискусии што ги имаше околу неговото основање, сепак потребата за намалување на трошоците за електрична енергија што се плаќаат од општинскиот буџет беа главното образложение што влијаеше кај советниците да дадат согласност за основање. Сепак остана дилемата дали токму работењето на новото јавно предпријатие ќе создава други трошоци, со што во извесен дел ќе се намалат придобивките во однос на пониските цени на струјата. Главно, копјата се кршеа околу можноста за нови вработувања, со сомненија од опозицијата дека власта ќе вработува своји партиски кадри. А дилема отвори и прашањето за исплата на плати и други давачки за ангажираните во новото предпријатие. Неодговорено остана и прашањето кој ќе биде директор
на светлина ко 2022. Кој е одговорното лице? Би требало да знаеме кој е одговорно лице со кое што ќе се за да може да речеме прилика да се знае во која насока би можело да се движи. Со оглед на тоа што мислам дека излеговме во пресред и го изгласавме и партиципира во управниот одбор на телово сите практично политички субјекти кои што се дел од Советот, би требало да се знае кој е одговорното лице и на кој начин е назначено. Разговараме со повеќе лица од општинската администрација, треба да ја добиеме нивната согласност и да назначиме само едно лице ќе биде одберено од општинската администрација, заради тоа што се работи за зачувување на работното место постоечко кој го извршува, треба да го делегираме ВД директор на новото јавно предпријатие за светлина ко 2022, заради тоа се уште не сакам да шпекулирам одговорница. Токму непрецизноста во одговорот на градоначалникот Папазов меѓу советниците остави дилема зошто се калкулира со името на управителот на новото јавно предпријатие, кога согласноста за негово формирање беше дадена уште во април годинава. Чудно е што за период од 7 месеци не се завршени внатре кадровските консултации кој ќе се нафати да го раководи новото правно лице, а за кое беше нагласено дека ќе нема вработени. Локалната самоуправа на Виница планира да побара финансиска поддршка од државата, за да може да ги подмири доспеаните долгови што се насобрани во изминатите неколку години. Веќе е изготвена предлог одлука за користење структурна обврзница, што треба да се поднесе до Министерството за финансии. На тој начин би се избегнала неликвидност на општинската сметка и подмирување на обврските кон правни субјекти и поединци, а што настанале по различни основи. Според пресметките на финансиската служба во општината, вкупниот износ на доспеани, а неплатени обврски до 17 ноември годинава изнесуваат близу 200.000 евра, односно над 12 милиони и 200.000 денари. Најголем износ од 6 милиони денари е долг што општина Виница го има токму кон Министерството за финансии за позајмици. Околу 2 милиони денари се обврски кон комуналното јавно предпријатие Солидарност за градежни работи и одржување на водоводната и канализацијска мрежа. Над 1 милион денари кон фирми кои изведувале градежни работи, а доспеани обврски има и за прскањето против комарци, за изработени урбанистички проекти, членарина кон ЗЕЛС, како и долгови за неисплатени месечни паушали на членови на Општинскиот совет од минатиот советнички состав. Земањето структурна обврзница е еден од инструментите што општините го имаат на располагање во случај на финансиска нестабилност, а што Министерството за финансии и владата го регулираа со измените и дополнувањата на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Со овие измени беше утврдено дека финансиската нестабилност кај општините настанува по сила на закон, без да се чека донесување одлука од страна на градоначалникот, како што беше претходно. Советот на општината, по предлог на градоначалникот, треба да донесе план на мерки за надминување на финансиската нестабилност, а со што се ограничува користењето на општинските средства по повеќе основи. Предлог одлуката за барање структурна обврзница од Министерството за финансии ќе ја разгледува Советот на општина Виница на седницата што е закажана за 24 ноември. Општина Виница е во групата од 9 локални самоуправи во државата кои го добија признанието Европска ознака за извонредно управување. Општината учествуваше во проектот на Европската асоциација за локална демократија АЛДА и успешно го спроведе процесот на самооценување на своето работење. Според оценките од асоциацијата, Виница заедно со општините Аеродром, Берово, Битола, Куманово, Неготино, Новац и Радовиш и Штип покажале високо ниво на усогласеност со 12 начела за добро демократско управување, што ги одредува Советот на Европа. Европскиот проект е регионален и во него учествувале 13 општини од Македонија кои сами аплицирале, како и 6 општини од Косово и 3 од Хрватска. Според министерот за локална самоуправа Ристо Пенов, стекнувањето на ваквото признание значи дека општините поминале пат на успешна внатрешна трансформација во однос на подобрувањето на работните процеси. При тоа многу е важно што станува збор за стандарди и процес што го следи Советот на Европа.